Еве во кадрот се гледа дека после општина Чаир се селиме во град Скопје. Добро утро за Трајко Славевски, професор доктор Трајко Славевски, кој е председател на Советот на град Скопје. Благодарам на поканата. Секојаш ми е задоволство. Господине Славевски, ја превземате функцијата пред неколку месеци, после локалните избори. Не пред... Па колку има? Два? Добро, да не етитиме. Така, едно 2 месеци има. На 17 ноември беше конституционата седница. Така, значи, отприлike ќе бидат 2 месеци деновиве. Одржавте неколку седници на Советот. Да ве прашам како се чувствувате во таа улога, бидејќи Советот има 45 членови, ги знаеме балансот на учесниците во Советот, се работи сепак за една деликатна политика на балансирање во смисла на мнозинствата, како се формираат и така, какви се впечатоците први. Одржавте, ако не се лажам, со се конститутивната 3 седници. 3 седници на која што ова третата седница беше маратонска на 27 ноќта меѓу 29 и 30 декември, кога е донесен и буџетот на град Скопје. Знаете, кога се херојство е во еден ден, при овие услови, со паузи на секој час заради почитување на мерките за заштита од ковид, да се донесе буџетот со тоа што секој од советниците имаше можност да се изјасни. Сакам да кажам дека иако поминало доста време, мене директно на вашето прашање, ми помага едно искуство што го има во Советот во далечната 2005-2006 година. Јас бев советник. Така, вие беше тогаш Советот, да. Нешто исто и како носител на листа на тогаш на коалицијата, која што застана позади господинот Трифун Костовски. Добро, тоа се дамнешни времења. Од тогаш и следејќи работата на град Скопје на Советот, колку што сум можел, од моментот кога излегов од Советот, тоа беше во да речем оној период кога бев назначен за министер за финансии. Не се велам колку што ја следев, знам дека Скопје, како мултиетнички, мултикултурен, мултиконфесионален град, самата потреба на граѓаните бара широка застапеност, разноликост. Во овој состав на Советот дури имаме едно здружение на граѓани кои што настапи и освои 2 советници, тоа е Зелен хуман град. Така што велам и во изборната кампања, предизборната кампања, во моите настапи ја скажував дека ние ќе се трудиме, мнозинството го формираме по прашања. Затоа што нема многу простор за политика во градот Скопје. Тоа се конкретни прашања кои што се засегаат секојдневното живење на граѓаните. Така што мислам дека добро до сега оди. Се разбира, не помага состојбата, особено сега ова што е со ширењето на сојот Омикрон, но ние за разлика од претходните 2-2,5 години сепак воспоставивме практика на одржување на седниците на Совет со физичко присуство. Фала Богу да речам, до сега нема никаква индикација дека некој од присуството во Совет на тие седници имал некој проблем здравствен. Се надам дека така ќе остане и понатаму. Ние до максимум се трудиме. Ја способивме салата во која што, да кажам, онаа сала која што гледаме на екраните, каде што се одржуваат седници во оние бедни бараки, во кој што остана град Скопје да функционира. Замислете, немаше 2,5 или 3 години влезено никој, па јас сум имал прилика да влезам во запуштени киносали. Така ми изгледаше и за 2 недели со сесрбно залагање на сите служби на град Скопје. И тука мора да им пофалам посебно овие од секторот за информатички технологии кои што овозможија безпрекорен пристап. Меѓу другото имаме веќе директен пренос од седниците. Да, тоа беше посебен, тоа беше предизвик. Има директен пренос и на YouTube каналот и на Facebook каналот на порталот на град Скопје. И не само тоа, туку и тоа беше мал вака технички предизвик. Обезбедивме она што е обврска за овој превод на албански јазик да функционира безпрекорно и за луѓето кои што следат во живо. Морам да ви кажам дека еве ние и деновиве вчера баш со колегите од ЦГФ систем информативен на Словен печат разговаравме. Најверојатно до крајот на јануари ќе се распуштиме со работа од дома, оти Омикронов еве почнува веќе да букнува, би се рекол, после овие зимски. Така што веројатно наредните седници ќе бидат и вие приморани онлайн да ги држите, оти не верувам дека до крај на јануари ќе има баш услови. Односно ќе закажеме седница за 20, затоа што има доста
да речам, материјали пристигнати, именно по донесување на буџетот, голем број на институции ги доставуваат своите програми кои што треба да ги одобри Советот. И тие не може да мрднат, вака народски кажано, додека не се усвои програмата. Ние мора да функционираме. Денес имаме, тоа е вообичаена практика, јас го водам тоа координативно тело, каде што има по еден представник, односно координатор на секоја советничка група, и меѓу другото ќе расправаме и за тоа начинот на одржување на седниците. Но внимајте, ние очекувавме веројатно и вие, и медиумите, и лично многу повеќе информации и одлуки од седниците на Комисијата за заразни болести, за заштита од заразни болести, која што вчера се одржа. Јас бев запрепастен кога слушнав дека тие ништо не одлучиле, дека во наредните денови ќе дебатирале, јас не знам како ќе дебатираат, за да донесат одлука дали ќе се скрати овој период за изолација, а ден пред истекот на распустот за учениците ќе одлучувале дали ќе се продолжува распустот. Мислам многу неодговорно. Сашто да искористам оваа прилика, навистина јас сум револтиран од однесувањето на здравствените власти, особено од страна на експертите на Комисијата за заштита од заразни болести. Гледаме, се е препуштено јавното мислење да го формираат со индивидуални мислења, некогаш и неинформирани за оно што се случува светот, епидемиолози, дали да речам во работен однос, дали се одамна пензионирани, а никој, ние немаме авторитет. Имаме авторитет. Кој кажал како треба сега да се однесуваме? Ево денес ние имаме координативно тело, да се вратам на темата, каде што имаме некои предлози за модификација на држување на седниците, но мислам дека најмногу што може да направиме е да следната седница да одржиме со комбинирано присуство. Доколку до сега не сум слушнал, има некои од советниците кои што од различни причини не може да присуства на седницата, имаме технички можности да биде директно вклучен во седница. Веројатно сите ќе се адаптираме на тој начин на работење. Ќе пририпнам оваа тема за која веројатно и со право реагирате, а се однесува на овие. Ево и на нашето работење се однесува. Така е. Морам да кажам дека некако последен предновогодишен помирен период со пандемијава, веројатно влегуваме и ние како држава сега во 2-3 дена, вчера имаше речиси 2000 случаи. Прогнозите се дека ќе има и повеќе. Гледаме како во суседството. Но сакам да ве прашам нешто друго, професоре. Вие и како председател и Советот се разбира, работите согласно властувањата кои што ги има Советот. Тие властувања се врзани именно со ова што го говорите, со одобрување на буџети, на планови и така натаму. Се разбира, вие сте бивши министар за финансии, буџетите се закон веројатно клучниот во секоја држава кој што всушност определува какви ќе бидат политиките така натаму. Веднаш да ве прашам но има нешто што се вика и политика во целото работење, во смисла на тоа да и преку креирањето на буџетите се создаваат можности за одредени приоритети, политики и така натаму. Сега го слушнавме Висар Ганију, а веќе цела недела е актуелно прашањето со парното грејење во Скопје. Јас знам дека тоа не е во ваша надлежност, но идеите да парното грејење го превземе градот од сегашните приватни дистрибутери, тоа е една долга приказна која веројатно со децении се одвива во Македонија, не се уште од она време кога јас бев советник имаше иницијатива. Имаше уште тогаш за решавање на она прашање на сопственичките права на мрежата за дистрибуција, која што е во собственост на град Скопје. Велам, долга е таа приказна, јас на времето малку сум се занимавал, има тука трансформации, приватизации, продавање, корпорања и така, и тоа не верувам дека и би можеле да го прераскажеме. Сепак проблемот е акутен. Владата е таа која што прифаќа да влезе со своји мерки пред се со финансирање на овие дефицити кои што се јавуваат заради огромниот скок на енергенсите. Кој е просторот на градот за интервенција во таа смисла? Така, вие спомнавте, нели има 3 тука системи од кои што гигантски оно што обезбедува снабдување од Балкан Енерджи Груп. Јас живеев во општина Чаир до 2001 година и имав среќа да бидам едно од оние семејства кои што добија централно грејење од топланата Скопје Север. Мислам 2 зими.
две зими. И тоа од реакцијата, сега можам да сетам на граѓаните, тие беа многу задоволни. Да знаете што се случи подоцна? Се случи нешто заради оној наш проклет популизам, наводна заштита на стандардот на граѓаните и слично. Дојдовме години со ред до депресирана цена на електричната енергија, што натера добар дел од домаќинствата да се исклучуваат од системот на парно затоплување. И да се префрлаат на струја. Да. Законско решение немавме. Има земји, например, вие знаете како е во Грција. Ако вие живеете во стамбена зграда, имате обврска да го користите оној систем на затоплување, тука никој не ве прашува. Кој што го користат останатите станари. Не, ние немаме такво законодавство, не сме стигнале до тој степен. Добро, и се регулира некои работи како што слично како што Битола го изгуби системот на централно затоплување со помош на РЕК од 2000 семејства, така се случи во општина Чаир. Нешто слично можеби не сум запознат со топлинската енергија што се испорачува од поранешна железарница. Да не навлегуваме во тоа. Но што ми е поентата? Ние системски тука кикснавме, што изгубивме инфраструктурни системи кои што можеа добро да функционираат. Заради она што ние економисти го нарекуваме дисбаланс во релативните цени. Внимавајте, има една препорака. Не се однесува сега на оваа екстремно ворена ситуација со драматичен пораст на цените на гасот, електричната енергија. Има една препорака, дори од меѓународни финансиски институции и Светска банка, дека кога станува збор за цените на енергијата, не можете да отстапувате од производствените трошоци во подолг временски период, затоа што тоа создава проблеми какви што ние ги видовме. Сега вака. Според законот нели на кој што некои се повикуваат за град Скопје, има посебен закон за град Скопје. Има таму една, не знам кога е тоа определено, има една цртичка каде што во надлежност на град Скопје и спаѓа и ова дејност, нели? Како што треба да обезбеди комунални услуги, инфраструктура и така натаму. Но како што сами спомнавте, има такви правни процеси уште од пред 10 години кои што не ја решиле целосно оваа ситуација, во која што правно и од аспект на испораката и дистрибуцијата на топлинската енергија се наоѓаме. Има ли надлежност Советот да разговара за тие теми? Не е ли можеби време за некаква... Советот може да речем по барање на секој советник може да покренува прашања и ние можеме да дискутираме затоа што ние сме представници на граѓаните на Скопје. Се разбира, не сите се приклучени на централното грејење. Да. Тука се различни интереси, имаме сите видови на извори на енергија ги користат граѓаните, некои што помалку, некои што повеќе загадуваат, но немаме ресурси. Немаме ресурси за нешто во оваа ситуација да помогнеме и интервенираме. Да ве прашам, во контакти сте со градоначалничката на таа тема. Гледате што сакам што е суштината. Да, сме веднаш да потврдам. Оваа криза сега која што трае некако ќе се решава. Така. Луѓето ќе промрзнаа веќе, веројатно се најавуваат од недела дека ќе се интервенира и така натаму. Меѓутоа не е ли време, тоа се обиди и Шилегов да го покрене за време на својот мандат, па не успеа заради овие исти причини кои вие го говорите. Не е ли време можеби да на некакво градско државно ниво со една соработка да се покрене темава, бидејќи се работи сепак за илјадници семејства кои што се греат на тоа, а при тоа навистина се доведуваме, јас на пример не сум приклучен на градско парно таму каде што живеам, а сега сите ќе мора солидарно да се вклучиме во надоместување на цени и така натаму, бидејќи на крајот граѓаните го плаќаат. Вие се греете на електрична енергија. Јас се греам и на дрва и на електрична енергија, имам комбиниран веќе сме солидарно вклучени за ваша поддршка, затоа што нели знаеме дека цената на електричната енергија која што требаше да се зголеми, ако го следевме она правило да ги следи производствените трошоци, требаше многу повеќе процентуално да се зголеми од она што беше зголемувањето од страна на регулаторот. Зборот ми е, професоре, има ли шанса заедно со градоначалничката да се покрене иницијатива и до владата, вие сте и представник високи на партијата во опозиција и така натаму, да се направи нешто што би придонело за некаква барем, како да кажам, заедничка политика околу ова клучно прашање? Се разбира, ние имаме акутен проблем сега во моментов. Знаете, нешто како она со мајсторот, нели, некому му прокиснува кровот, ги поправа сите покриви, неговиот прокиснува.
Она што може на среден рок да направиме, тоа да речеме наредните 3-4 години, може доста да се направи, да се решат овие. Внимавајте, јас не сум знаел дека веќе 10 години се водат спорови уште од влезот на БЕК 2012 година. Така е, компликувано тој случај, има и стечај, управни постапки, судски спорови и така натаму и така натаму. Градот Скопје во претходниот состав има формирано дури и свое собствено предпријатие, јавно предпријатие ГЕС, градски енергетски системи, кој што нормално не функционира затоа што нема лиценца за тоа беше идејата, заради тоа беше направено. Но тоа не го решава проблемот што го имаме сега на драматичен пораст на цените на гасот, на електричната енергија. А се разбира, нели, треба да се заштитат граѓаните. Сега од позиција на советник и член на председател на советот, ние сме и тоа како заинтересирани за тоа како да презимеме, што се вика да ја поминеме зимата. Видите, една работа што ја следев деновиве, во јавните изјави, дури вчера имаше седница на влада и ако се тоа официјални ставови на представници на влада, посебно министерот за економија, го проследив разговорот во ова исто студио на господинот Битичин, или заменик на премиерот за економски прашања, се гледа дека стратегијата и решенијата се бараат на пресови, на јавни настапи во телевизиите, дури има голема дисонанца. Во текот на вчерашниот ден, во период од неколку часа, од господинот Битичи слушнавме дека не постои правна можност, тоа било надвор од владење на правото, на приватни компании да им се помага со дотации од централниот буџет. Го забележав јас тоа, го контрирав на господинот Бетичи околу таа една тврда позиција. Запосле господинот Бектеши да каже дека, односно понуди некој модел, нели, кој што исто така не е добро обмислен. Сакам да кажам дека сега да одговориме, ако смеам да ја искористам ова прилика, но ние прозивања на градот Скопје со дека ево не одвоиле средства во буџетот за кризата и така натаму. Тоа требало наводно пред 4-5 месеци да се направи и така натаму. Тоа е бесмислено. Тоа нема никаква смисла кога гледаме дека владата која што има многу поголеми ресурси. Знаете, владата за разлика од сите општини и градот Скопје може да се задолжува. Таа е суверена, нели, како што се задолжувала и да ускокне во оваа ситуација. Уште еден проблем има тука. Ние не знаеме од изјавите на овие званичници вчера дали која е сумата која што треба да се дотира. Тоа во ред, господин. Дали е на месечно или е на годишно ниво? Професоре, ве разбирам, јас се обидувам да го прерипнам целиот овој. Бидејќи се работи за акутен проблем, се работи за проблем кој мора да се решава, има ли шанса за иницијатива да тоа што побрзо се направи за интерес на граѓаните на крајот? Па ево бидејќи сега имаме локална власт, градска власт која што од различна политичка определба мнозинството отколку централната, ама сепак ние потреба за соработка во овој момент. Добро сега, никој не бега од соработка. Единствено од овој момент, ама секој тргнува од можностите, се разбира, немате ништо да ве тугате. Градските множности се помалу отколку владите. Никакви, многу помали од аспект и тоа не е дури надлежност, нели? Она што беше вчера кажано дека има конечна одлука за надомест на загубата, односно меѓу цената која што сега зголемена за 14, колку беше таму 0,2% на парното затоплување и реалните трошоци, што колку што мене ми е познато, изнесе околу 9 милиони евра. Мислам дека и околу 11 милиони евра. Беше понудено, и сега не знаеме дали тоа месечно или за целата сезона. Мислам, тоа е нејасно. Да. Ако го слушате, регулаторната комисија има еден став, така. Видите, треба да се биде транспарентен, треба да се каже, видите, одговорно лидерство за кое што сите се залагаме, дури и сега. Добро. Сето тоа го разбирам, вие разбираме аргументацијата. Поддржуваме, ево директно одговор на нашето прашање. Ние поддржуваме затоа што е тоа политичко прашање. Внимајте, ако од средствата на даночните обврзници се дотираат производителите и дистрибутерите на топлинска енергија. Тоа може да го направи само владата, затоа што таа има ресурси. Да ве прашам, градоначалничката, која се уште се разбира во своите први 100 дена од владењето, па заради тоа има и барем и од наша страна известно воздржување околу тоа и да прозиваме и така натаму, но е прилично тврда во комуникациите со јавноста, да не кажам дека тоа ќе биде предмет на обсервација која ќе поминат овие 100 дена.
проблемите не ги, да кажем, не помагаат да се решават. Со целата оваа аргументација јас ви дозволувам да ја изложите и за тоа на кои нивоа треба да се решава и така натаму. Може ли да се очекува? Еве имате и најавите за понеделник и седница на 15, рековте на 20 Советот. Се извинувам, Советот. Има ли шанса, вие по статутот имате право и за воредни седници, да свикувате ако има потреби така натаму. Има ли сепак шанса да заедно со градоначалничката да сепак направите некаква формална иницијатива за, хајде да кажем, не за расчистување, туку да се разгледаат можностите за ова заедно со државата да се решава што поскоро, а потоа кога ќе помине грејнава сезона, се работи за уште пар месеци до април, да потоа се види нешто тоа да произлези за некакво потрајно решавање, од тие ќе дојде пак сезона за грејење. Оно што можеме да кажем, нели, беше побаран состанок од страна ЗЕЛС, не само од градоначалникот Арсовска, тај председател на заедницата на единици на локалната самоуправа, и тоа е еден вид на комуникација. Сега Советот, односно во буџетот нема можности, нема такви ставки да никогаш тоа не се правило да се субвенционираат вакви услуги, вакви дејности. Единствено велам тоа може да го направи државниот буџет, зашто има наша поддршка. Разбирам, за тоа ми е јасно. Меѓутоа гледате, да истото важи и за сообраќајот. Сега госпоѓата градоначалник вели немаме пари за нови автобуси, тоа може државата го направи, буџетот нема. А за грејење немаме пари. Има разлика за сообраќајот, има јавно сообраќајно предпријатие кое што е формирано од градот Скопје. Па добро, и ова има јавно, ама не нема лиценца. Не, ако немате лиценца. Ама сакам да кажам, тие проблеми треба да се решаваат. Треба. Нели, тие не може да бидат на буси и две и така натаму. Ние и овдека низ разговори со представници на владата притискаме за решавање на проблеми. Јасно. А ова е исто така една голема инстанца, град Скопје, веројатно третата, четвртата функција по важност, претпоставам, во државата и така натаму. Сакам да кажам, можеби граѓаните очекуваат една многу поотворена иницијатива која нема да биде толку партиски, конфронтирачки и така натаму, за да се седне и да се обидеме да го решиме. Се разбира, господин Ордановски, нели самото барање јавно, кое што неколку пати искажано за состанок на представници на општините на градот Скопје и градоначалникот на градот Скопје со владата, Министерството за економија, еден таков потек. Сте разговарале со градоначалничката на оваа тема? Да, мислам, Директно... ги знам ставовите. Јас ево синоќа имавме комуникација. Сакав да расчистам за себе некои прашања околу надлежностите на градот Скопје. Бидејќи гледате, во вашата личност би рекол за среќа една концентрација на квалификуваност, сте и бивши министер за финансии, ајде да не кажам вашите академски, истовремено сте и бивши член на Советот, висок представник на партијата, ја разбирате проблематиката од онаа страна што ќе биде механика за решавање на проблемот. Сепак се пари во прашање и така натаму, државни буџети. Имаме нова градоначалничка која тешко комуницира со јавноста, но сепак не може да се игнорира овој проблем без разлика каде е надлежноста. Сега, навистина сме во една трансформација со нова влада и таму е, предпоставам, релативен хаос. Предпоставам дека и самиот знаете како е кога се менува, но тоа се ќе профункционира од понеделник. Па се обидувам да дознам има ли шанса да сепак идната недела се очекува можеби една градско владина седница каде што овие работници се поразговараат без, ако се може, без некакви партиски конфронтации кои се сигурно дека ќе има, нели, затоа што има иницијатива, ставени се проблемите на маса. Јас ги проследив, нели, директно некои отпосле настапите и изјавите на градоначалникот Арсовска во врска со ова прашање и мислам дека работите се јасни околу можностите и надлежностите на градот Скопје. Се разбира и другата страна треба да покаже волја за соработка. Професоре Славевски, ви благодарам. Вие сте биле секогаш на располагање барем за нашите куќи, да кажам, кога сме ме побарали за разговор, коментар. Не можам да кажам дека е слична ситуацијата со градоначалничката. Поздравете, ако може да фатиме некаква врска да посетувате. Добре, сами ја поздравивте ова јавно. Сакам да кажам. Ќе пренесам поздрави. Се обидуваме, ама тешко ни оди. Ви благодарам уште еднаш, мислам дека ова значајна тема за која и која нема да престане веројатно уште извесен период.